Заради особените природни убавини и карактеристичниот растителен и животински свет на шумите и шумските предели на планината Галичица, еден поголем дел од неа, на површина од 22.750 хектари, во 1958 година е прогласен за национален парк. Според местоположбата, Галичица е мощна и интересна планина. Лежи меѓу двете езера, Охридско и Преспанско, над кој високо се издигнува како хорст. Таа е долга и тесна планина што се протега во правец север-југ, продолжувајќи и на територијата на Албанија. Од страната на Охридско езеро, Галичица е стрмна планина, каменлива и во поголем дел разголена, пошто има сличности со планините од Динарскиот карст. Оттаму, на овој дел, Галичица е тешко пристапна, уште повеќе поради присуството на поголем број суви долови. Меѓутоа, спротивната, источната страна на Галичица е сосема поинаква. Таа е слабо наклонета кон Преспанска котлина и сета е обрасната со шумска покривка. Гледано во регионални рамки, Галичица припаѓа на најјужниот дел од западно-македонската зона. Морфогенетската припадност на овој масив е врзана за радијалните тектонски движења, што се случиле во Терциерот, кога всушност е формиран овој хорст, чии врвови достигнуваат височина од 1500 до над 2000 метри. Во топографски поглед, Галичица се дели на два дела, и тоа Мала Галичица на север, што ја чинат планините Исток и Петрина, и Стара Галичица на југ. Највисокиот дел на Галичица представува широка зарамнета површина над која се издигнуваат три јасно изразени гребени. Магаро со височина од 2254 метри, Лако Сигној висок 1984 метри и Гога со 1737 метри. Тие всушност представуваат најдоминантни точки од кои се протегаат пространи видици кон околните простори. Кога сме веќе тука, да го споменеме и гребенот Баба, од каде што во исто време може да се фрли поглед кон двете езера, Охридско и Преспанско. Ова место се наоѓа веднаш над патот, што ќе искачиме Галичица од Охридската страна. Во геолошки состав на Галичица во најголем дел учествуваат варовниците. Во нив карстната ерозија оставила длабоки траги, така што се среќаваат сите видови релјефни форми кои се карактеристични за карстот. Шкрапи, вртачи, ували и карстни полиња, како надземни и пештери како подземни облици. Шкрапите кои припаѓаат на категоријата микрокарстни облици се тесни, олучести и предимно паралелни жлебови и брасти. Тие се јавуваат главно на разголените варовнички површини на планината, а според обликот се ребрести и мрежести. Вртачите се најкарактеристичен и најмногоброен облик на површинскиот карстен релјеф. Тие на Галичица најмногу се застапени по зарамнетата површина, на терасите и по скарстените долови. Нивната големина има пречник од 5 до 150 метри и длабочина до 10 метри. Увалите се поголеми и затворени карстни депресии. Најтипичната увала се наоѓа јужно од врвот Магаро. Незината должина изнесува 400 метри, а широчина 150 метри. Карстните полиња се највисок облик на површинскиот карстен релјеф. Тоа се длабоки, затворени или полузатворени депресии. На подрачјето од паркот има 4 карстни полиња, и тоа Суво поле, Асанѓура, Џафа и Врдуло. Најголемо од нив е Суво поле. Долго е 4,2 км, а широко 1 км. Најнискиот дел од полето е на надморска височина од 1443 метри.
На Галичица се застапени клифовски оцеци и остенци кои се формирани под дејство на абразијата. Тие главно се наоѓаат на потегот на полуостровот Градиште во правец кон селото Љубаниште. На страната на Охридско езеро во пониските делови се гледаат и остатоци од фосилниот абразивен релјеф, создаден од поранешното ниво на езерото. Од денудационите форми на Галичица најзастапени се точилата и сипарите. Тие се најизразени под најголемиот тектонски отсек кој се наоѓа на западната страна на врвот Магаро, како и под врвот Лако Сигној. Планината Галичица за време на ледениот период била офатена и со интензивна глацијација која оставила длабоки траги во релјефот. Како остаток од тој период, се поголемиот број циркови на Галичица, од кои најизразит е циркот што лежи под врвот Магаро на надморска височина до 2100 метри. Тој е долг околу 400 метри, а широк 380 метри. Планинскиот масив на Галичица е доста ветровит. Тој е резултат на општата атмосферска циркулација која е условена од различното загревање на копното од една и на езерата од друга страна. Како резултат на тоа, честа е појавата на локални ветрови. Тие најчесто дуваат од планинските страни кон езерските површини и обратно. Заради варовничкиот состав, Галичица е сиромашна со вода, но затоа пак во незиното подножје, на контактот меѓу варовниците и шкрилците извираат доста силни извори и врутоци. Тие се поврзани со големиот карстен дел на Галичица, во кој се акумулирани големи резерви подземна вода, која ни системот од пукнатини придоаѓа од водите на Преспанско езеро, кое од Охридско е повисоко за околу 150 метри. Најголемите извори се наоѓаат на источниот брег на Охридско езеро, како што се изворите кај манастирот Свети Наум со капацитет од 5 до 20 кубни метри во секунда, подводниот извор кај селото Трпеица и други. Светинаумските извори го чинат повеќе извори и тоа, 30 подводни и 15 крајбрежни. Сите тие оформуваат еден мал издолжен базен со површина од околу 34 хектари, од кого водата преку истеката долга околу 10 метри се влева во Охридско езеро. Во изворот се наоѓаат и две мали островчиња. Националниот парк Галичица се одликува и со еден мощен, богат и разновиден растителен свет кој е многу редок или воопшто го нема на другите околни планини. На низиното подрачје се среќаваат представници од најразлични вегетацијски типови, од кои едни се развиваат по стрмните и вертикални карпи, други по камењарите и сипарите, а трети на стаништата со плитка или длабока земја. За ваквата растителна типичност секако придонесла положбата што ја зазема Галичица меѓу двете езера, особина што ја нема ниту една планина на Балканскиот полуостров. Специфичноста на флората на Галичица се манифестира и со присуство на извесен број ендемни видови кои се карактеристични само за оваа планина, потоа видови кои се ендемни за Македонија, а се среќаваат и на неа, како и присуство на голем број балкански ендемити. Посебно внимание заслужува и присуството на некои видови кои се карактеристични за малоазиските, грчките и јужнобалканските планини, а кои кај нас се среќаваат само на оваа планина. Втората важна карактеристика на Националниот парк Галичица е тоа што на неговото подрачје многубројни таксони ја достигнуваат својата северна, односно јужна и источна, односно западна граница на распространувањето на овој дел на Балкански полуостров. На подрачјето на паркот се застапени околу 130 видови дрвја и грмушки, меѓу кои посебно се интересни дивиот костен, грчката елка, дивата леска, питомата и дивата фоја, тисата, шимширот и други. Во централниот дел на паркот најмногу се застапени буката и дабот, а на повисоките делови се простираат планински пасишта со многубројни стада овци.
Развиен е и животинскиот свет. Тука може да се сретнат рисот, кој инако представува вистинска природна реткост, потоа мечката, срната, дивата свиња, лисицата и волкот. Има и орли, еребици, камењарки и други видови птици. На границите на Националниот парк Галичица се наоѓаат и поголем број мощни значајни споменици на културата. По должината на брегот на Охридско езеро тоа се манастирите Свети Наум и Света Богородица Захумска и пештерните цркви Света Богородица Пештанска и Свети Стефан, а на Преспанско езеро тоа е црквата Свети Петар на островот Голем град. Манастирот Свети Наум е изграден во истоимената местност на една висока карпа, стрмно издигната над самото Охридско езеро. Изградбата на манастирот е поврзана со името на епископот Наум, близок соработник на Плимут. Инаку, сегашната црква е подигната во 16-тиот век за време на турскиот период врз темелите на црквата Свети Архангел, која пред крајот на својот живот ја основал Наум. Тој тука е и погребан во 910 година. Гробницата на Наум представува посебна зграда со широка и ниска купола. Просторот во околината на манастирскиот комплекс Свети Наум и Свети Наумските извори представува едно од најубавите места покрај брегот на Охридско езеро. Зидовите на манастирот Свети Наум однатвор во долните делови се од делкан камен, додека куполите се исклучиво градени од тули. Црквата е живописана во 1806 година за време на игуменот Стеван, кога всушност е живописана и капелата со Наумовиот гроб. Црквата има иконостас кој е изработен во резба во 1711 година. Иконите од иконостасот на манастирската црква Свети Наум се вбројуваат меѓу најдобрите остварувања од првата половина на 18 век на подрачјето на Македонија. Црквата Света Богородица Захумска, наречена уште и Заум, се наоѓа на источниот брег на Охридско езеро, во близина на село Трпеица, во подножјето од возвишението Големосој. Оваа градба е подигната и живописана во 1361 година како задужбина на кесарот Гргур. Таа е градена во форма на впишен крст, а куполата која има осмостран тамбур се наоѓа во нејзиниот централен дел. Куполата се потпира на 4 столбови, кои во горниот дел завршуваат со различни капители. Црквата е зидана од камен, бигор и тула. Со тули е изведена и живописаноста на фасадите, при што се применети орнаменти во најразлични комбинации и тоа во вид на шаховски полиња, меандри, крстови и запци. Во североисточниот дел на полуостровот Градиште, во подножјето од високите карпи, покрај самиот брег на Охридско езеро, се наоѓа мала пештерна црква која е посветена на Света Богородица. Целата внатрешност на црквата е насликана со фреско декорација, во која поради скудниот простор, композициите се во мали димензии. Од насликаните светци, во оваа навистина ретко убаво живописана црква, посебно се истакнуваат ликовите на Свети Климент и Свети Наум, а од сцените на големите празници за одбележување се влегувањето во Ерусалим, вознесението Христово и успението Богородично. Во составот на Националниот парк Галичица е островот Голем град, кој представува строго заштитена зона на паркот. Се наоѓа во Преспанското езеро на оддалеченост од околу 4,5 километри од селото Коњско. Долго е 720 метри, а широчината му изнесува 470 метри. Гледано оддалеку, островот Голем град личи на мал гребен, кој се издигнува над нивото на водата за цели 48 метри. На него има две возвишенија. Повисокото со височина од 901 метар се наоѓа во североисточниот дел, а пониското во јужниот дел на островот. Геолошкито му припаѓа на западниот брег на Преспанското езеро, од кој е одвоено по тектонски пат. На овој заклучок упатуваат зарамнетото теме на островот и неговата приближно иста височина со некои делови од западниот Преспански брег. Островот на сите страни завршува со стрмни отсеци, така наречени клифови, кои наместо се високи и над 10 метри. Тоа го прави тешко пристапно. До него може да се дојде само од едно место на северозападната страна.
Поради воровничкиот состав, островот Голем град е исполнет со многобројни пукнатини низ кои навлегува сета атмосферска вода која ќе падне на почвата. Затоа тука нема површински текови, ниту пак извори. На повеќе места околу островот може да се забележат урнати блокови, главно во близина на вертикалните пукнатини. Тоа наведува на заклучокот дека потресите што се случувале во минатото во голем дел ги изместиле клифовите, па така обемот на островот се намалил до неговата денешна големина. Во сето тоа свој удел имале и брановите со нивната ударна сила. Островот Голем град е мощен богат со флора. На тој мал простор, од само 28 хектари, се застапени околу 144 растителни видови, од кои неколку се среќаваат само на овој дел од Балканскиот полуостров. Од дрвенестите растенија најзастапена е дивата фоја, која може да се сретне со димензии и до 50 см и со старост од околу 300 години. На овој остров таа гради специфична шумска заедница, во чиј состав влегува и ендемичното дрвенесто растение гола коприва. Има и култивирани растенија, како што се смоквата, сливата, лозата и бадемот. На стеблата на фојата порано се гнездеше големиот корморан, со неколку стотици примероци, што представуваше вистинска атракција при посетата на островот. Сега гнездилиштето на оваа птица е префрлено на карпестиот дел на североисточната страна на островот. Тука се среќаваат и други видови птици. По водите покрај островот многу често може да се видат повеќе кадроглави пеликани, кои во заедница со другите водни птици лови риба. Тој овде се задржува поради мирот, но и поради богатиот рибен фонд. Во далечното минато островот бил населен и се живеело мощне, богато, културно и религиозно. Сведоци за ова време се двете цркви и многуте урнатини и градби што се откриени на островот. Од градбите е зачувана само црквата посветена на Свети Петар. Според формата, таа е еднокорабна, подигната околу 1360 година, за време на владењето на кралот Волкашин. Интересно за оваа црква е што овде се среќава композицијата Опсадата на Цариград, која многу ретко е сликана во македонските средновековни цркви. Стилски, овие фрески се блиски на сликарството од манастирот Света Богородица Захумска во Зал. Покрај црквата се наоѓаат конаци, обраснати со вегетација. Тие се во доста руинирана состојба, што секако е резултат на нашата негрижа. Инаку островот Голем град представува една од поважните археолошки зони во нашата земја од времето на елинизмот и римската цивилизација, каде што освен археолошки ископувања, исто така се вршени и одредени конзерваторски работи.